е добро за државата. Тоа е катастрофа. Да, апсолутно не е добро за државата да се носат закони со кршење на устав, со кршење на деловник, затоа што каква порака испрачаме ние кон останатите граѓани, кога нашите највисоки функционери не го почитуваат уставот и законите. Мене ми е скандалозно професорот тврди дека овој закон не е уставен, кога експлицитно во самиот устав пишува кој е рокот за објавување на закон. Овој закон беше објавен 9 месеци после тоа и тоа е факт. Јас не ни влегувам во материјалната расправа за кој Венецијанската комисија даде мислење. Што сега и Венецијанската комисија е антиалбанска, затоа што даде мислење дека овој закон е неприменлив во пракса, дека создава многу обврски за органите. Левица кога тоа го апелираше, уште кога се носеше законот, еве ние исто бевме националисти, за после да излезе Венецијанска комисија, мастан истото да го потврди. Венецијанска комисија излезе и кажа дека овој закон излегува надвор од рамките на рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и на Европската повелба за регионалните малцинства. Како да го квалификуваме ова? Дека Венецијанската комисија, дека европските институции имаат нешто против албанците? Јас не дозволувам некој да ми става етикети. Зошто ние го отвараме ова прашање? Ние немаше да го отвориме ова прашање ако Дуи, Џафери и СДСМ си го доносе овој закон со потребното мнозинство, си го испочитуваа рокот за објавување, не фаляше силеџиски Џафери амандмани на опозицијата тогаш и не може се иселуваат младите. Па се иселуваат. За мене е скандалозно 250 така наречени интелектуалци и тројца ректори на универзитети да пратат допис да не се отвора законот за јазици, закон кој нема на председател, туку има фуснота. И каква порака ние испрачаме во однос на владењето на правото како темелна вредност и како европска вредност кон која се стремиме. Па извините, со ваков потекст се покажа дека кога на ова албанска елита, не на сите албанци, правам дистинкција јасна, и се загрозени некои етнички прашања, значи тогаш може нивното чувство да биде повисоко од европските вредности. А кога македонците треба да направат компромис, ајде направите компромис со Преспански договор, зашто поголемата цела Европска унија, ајде направите компромис за бугарите во устав, поголемата цела Европска унија. Па не, извините, овие 250 професори и тројца ректори на универзитет кои ставија подпис дека не треба да се разгледува ваков скандалозен закон, немаат право мене како македонец утре да ми речат вие треба да направите компромис со вашиот идентитет. Не. Ако вас највисока цел ви е чувството на етнички идентитет, извинете, дозволете и мене мојот етнички идентитет да ми е поголема од некоја Европска унија. А се оспорува со овој закон твојот идентитет? Не, јас говорам за уставната основа на овој закон, за кој 250 професори викаат дека не треба да се чепне. Не е уставната основа криминалот и приватизација на кој ги спречува да зборуваат за криминалот и приватизацијата? Па нека не носат Дуи силеџиски закони, СДС силеџиски закони. Вие ја гледате. Ние сега да чутиме. Болвата, не го гледате слонот човек. Не ли гледат дека тоа е катастрофа како колективна психологија? Ве советувам, немојте така, оти ќе останете една и партија, па и една фигура. Исмет Рамадани не советуваше дека нема да станеме парламентарна партија, во рете не делите совети. Па не ме интересира тоа дали вие ќе станете. Дека треба да се збори за приватизација. Еве, јас конкретно ќе ве прашам. Во Пичево кој владееше 20 години? Дуи се тие цело време што почнуваат етнички теми. Не, ама ова е на Дуи закон. А Дуи не се албанци. Ама ова е закон, јас не зборам за албанците, зборам за Дуи. Дуи го донесе овој закон. Зашто му дозволувате да етнизира една цела... Ама не можат тие да етнизираат и ние да молчиме. Мислам, не можат да го газат. Зашто го поистоветувате Дуи со албанците? Не, јас апсолутно не го поставив и ту зашто имам аргументи зашто не го поистоветувам Дуи со сите албанци. Еве, јас конкретно доаѓам од Струга. Од 2002 навака, сите податоци на пописот покажуваат дека само Струга има изгубено над 12.000 жители, тоа е 20% од општина Струга. И сакам да кажам, се додека овој корпус на политичкиот естаблишмент, на албанските партии ги влечат тие етнички теми, колку тие постигнале со рамковен договор, колку тие постигнале со овој закон за јазици, и македонците и албанците се иселуваат во држави каде што не говорат ниту македонски, ниту албански јазик. Ама тоа јас го зборувам, пишам 20 години. Зашто вие или не читате, или не знам што читате. Па јас прочитав дека овој закон бил уставен. Јас сум меѓу ретките
да етничките сегменти порано да ги третираме цивилизирано полека во една постапка, флексибилно да се да не се создават бранови кои ги повредуваат чувствата, значи дај да се фокусира во економијата. Но ако вие како левица, вие цело време тоа го брка, тоа е многу штетно за вас. Не е проблем колку ќе постигнете, туку ги труете. Значи луѓето, ние не носиме закони, носат закони. Вие произведувате отров, човек. Да. Ви се молам. Другите значи, овие аргументи се на Бујар Османи, кога го обвинуваа груби за криминал, све беше албанофобна, сега ние шириме етничка омраза. Дајте да немаме лични квалификации. Како експерт по меѓународно право, ако се прочитат конвенциите, ние сме членка на Советот на Европа. Ако се прочитат конвенциите, во однос на човековите права, вклучително и за јазиците. Значи, начело е дека се дефинират минималните критериуми, на државите им се сугерира испод ова не може, над ова можете колку сакате. Значи, зошто ние како потписник и сме ги ратификували тие конвенции? Зошто не избираваме поголеми стандарди? Па у Косово имаш 4% Срби, јазиците се рамноправни. Апсолутно рамноправни во секоја случај. А што им пречи? А зошто тука? Со 20% Косово не можете да видите албанско знаме. Додека овдека Билалка сами отвора улица без македонско знаме. Извините. Да не го свртиме скосната тема. Вие го девалвирате дискусијата тука и жалам што ваков ниво е спушен. Мислам дека слушна се билјали кога на почетокот рече дека се вулгаризираше прославата на албанското знаме. Апсолутно. Мислам, се вулгаризираше. Тоа беше неговата подадена рака во дебатата која со вакви извините се луѓето кои беа нормални за да настапуваат толку организирани. Ние сме немали ниту политичка моќ некого да нахраниме, туку ваквите теми ги отвора думи со нивните експерти и професори, ги ја создаваат оваа држава. Слушајме, еден капка отров може да труе. Кога почитувањето на уставот е етничка омраза и отров, ви се молам? Како почитувањето на уставот? Во ред, добро. Значи, отворањето на уставот се случи